Денеска сме во Ресен и во неколку околни средини. Целта на денешната посета е да ги промовираме нашите мерки од нашата програма, да ја вратиме средната класа, токму и во овој многу значаен регион од Република Македонија, каде што и текако има типично присуство на проблемите кои што ја тенгираат цела Република Македонија. Денеска ќе ги отвориме сите теми, важни за граѓаните, најмногу ќе се насочиме на економските теми, она кое што ги тангира и сегашните, секако и идните наши надежни генерации, пред се младите луѓе. Ќе зборуваме како да престане миграцијата на младите луѓе, како да останат овде, кои поволности може државата да ги направи, што е тоа што треба да поттикне во општеството за да се создават достоинствени услови за младите луѓе овде да ја гледат својата иднина и својата перспектива, како што се мерките за отварање на сопствен бизнис, даночните ослободувања, рестартирање на постојните капацитети кои што денеска не се користат за сметка на толку бомбастично најавувани странски инвестиции, но најзначајно секако ќе зборуваме за земјоделието како економска гранка, која што и оваа година со состојбите во јаболкото покажуваат катастрофални резултати, каде што ќе ги отвориме темите со складишните белешки како финансиски инструменти кои што можат силно да придонесат во повисока цена за пласман на јаболкото, државниот интервенционизам во вакви кризни години, која нема доволно побарувачка за овој вид на производи, се со конечна цел во рамките токму на духот на средната класа да државата ја изврши својата важна улога, да биде сервис на граѓаните, да интервенира тогаш кога им е потребна помошта. Секако ќе разговараме за капиталните инвестиции, исто така многу важни за развојот на целокупната економија, но и за мобилноста на нашето население. Социјалната политика е многу значајна. Политиката која што ствара можности за достоинствен живот на постарите граѓани во делот на пензиите, социјалните трансфери како социјални помошти од секој карактер за голем значаен дел на граѓаните кои што спаѓаат дефинитивно во она класа кои што се најсиромашни граѓани, но ќе зборуваме секако и за демократијата, за слободите, за здравството, за културата, за спортот, за образованието, сите значајни дејности од нашето општество. Господине Заев, владата побара општините да преземат дел од вработените во македонски шуми. Кој е вашиот коментар за една ваква постапка и дали во вашата општина ќе ја преземете таа одговорност за тие вработувања? Мојата општина доби 11 места во тој листинг фамозен кој што стигна после оваа лотарија и сатирична состојба која што имаме во државата во делот на наводно социјално згрижување на најсиромашните, а завршување на партиски политички активности на партијата на власт. Прво, овде има директно кршење на уставот. И при тоа ниту една општина, секако ниту Струмица, нема да се дозволи да биде инволвирана во кршење на уставни определби на оваа држава. Како што знаат сите граѓани, извршната власт нема право да интервенира во посебната локална власт, која што по устав издвоена како засебна власта. Втора работа е недозволиво кршење на законот за јавни службеници, каде што законот за јавни службеници на многу прецизен и јасен начин ги објаснува процедурите, постапките, стручноста, моделитетот на примање на вработени во јавните институции, така да секој ставање на подпис на директор од локални институции или градоначалник исто така представува директно кршење на законот. И трета работа, секако не помалку важна, како претседател на опозицијата, пуштам порака да ова влада престане да го потценува овој наш народ. Ова што го прават сега под превезот на социјално вработување, да ги пуштат директно во локалните власти и локалните институции, навистина представува играње играчки со паметот, мудроста на овој наш македонски народ. Секако представува политичка активност на оваа власт, која што секако ниту Струмица, а верувам ниту една друга општина во Македонија не треба да ја дозволи. Вака, Димитар Бузлевски настапи сам на последните локални избори и неговите препораки за враќање на сите поддржувачи кон СДСМ јасно и недвосмислено беа испратени. Тој исто така дојде и рече најверојатно ќе бидам зијан сега во моментот ако се вратам. Но она што сакам јавно да го кажам, ние имаме работа со режим, со диктатура во наше општество. Вратите на СДСМ се отворени за сите. Се надеваме дека ќе се вклучат и ќе придонесат. Без разлика дали ќе станат членови на СДСМ или вака како симпатизери и поддржувачи ќе ни помогнат на нас од Социјалдемократскиот сојуз да се обидеме.
да го нормализираме ова наше општество, да пополека ги вратиме парите назад кон граѓаните, да го успокоиме секое наше семејство, да ја вратиме средната класа, да создадеме фер и праведно општество за сите. Да се свртиме кон иднината на сегашните идните генерации. Пуштам силна порака за секој оној кој што не се согласува со оваа диктатура, со ова автократско владење, со овој режим, да се приклучи за да може да го убрзаме периодот на негово завршување.